Почитувани, јас ќе продолжам онаму каде што застана мојот колега. И мене СДСМ и медиумите кои што се финансирани од нив и од Сорос ме обвинија дека поседувам куќа во Бутел и дека на таа адреса се регистрирани 15 гласачи. Јас куќа и стан во Република Македонија не поседувам, а на адресата на која што живеам сме регистрирани само јас и мојата сопруга, што може да се види со обична проверка на избирачкиот список. И толку од аферите на СДСМ. Јавноста треба да знае дека разликата меѓу поддршката што има ВМРО-ДПМН и онаа која што ужива СДСМ не се 10 гласови, не се 100, не се 1000, туку се 200.000 гласа разлика. И оваа разлика се повторува изминатите 10 години во сите изборни циклуси. Јас сум сигурен дека со продолжување на овие деструктивни сценарија од страна на Социјалдемократскиот сојуз, тие ќе тонат уште подлабоко и таа разлика од 200.000 гласа на изборите на 5 јуни ќе биде уште поголема. Со ова СДСМ остана без алиби за поразот кој што наближува на 5 јуни. И после 10 години во опозиција, ВМРО-ДПМН има двојно поголем рейтинг од СДСМ и секому сега му е јасно и зошто. Со лаги и манипулации не се стекнува доверба кај граѓаните. ВМРО-ДПМН бара од Државната изборна комисија и од МВР, двете најодговорни институции за спроведување на изборите, каде што СДСМ има контрола, да бидат на висина на задачата и да ги превземат сите активности кои што треба да ги превземат со цел да имаме кредибилни избори на 5 јуни. СДСМ и Зоран Заев немаат никакво оправдување за поразот кој што им предстои. Благодарам.